Ова е ново градилиште што за помалку од еден месец никна на улицата Џон Кенеди во Скопски Чаир. Почнуваат да се гледаат и контурите на објектот, а свежото лепче и пијалокот оставени во близина сведочат дека некој овде неодамна имал ужинка. Сега градилиштето е затворено, по пријава од соседството, пошто општината констатирала дека се гради на диво. Градилиштето нема никаква информативна табла, што значи не се знае ниту кој е инвеститорот, ниту кој е изведувачот на градежните работи. Веднаш до дивото градилиште е пензионерскиот дом Лика Чопова. Пензионерката родна Стојческа 16 години живее тука, но вели, нелагодност каква што почувствувала последниот месец, не памети од како е вселена. Добар ден. Добар ден. Јас сум Славица. Јас сум Родна. Може да влеземе да снимиме? Може. Ајде. Тоа беше барака намештај беше. Кога почнаа да рушат, ние прозорци, јас морам да отворам воздух да ми влезе. Гувци ми се пикна. Едва сум ги очистила, отворам промаа вака за да искочат. Галамат уште сипол саа доваѓаат тука галамат. Не можеш да спиеш. На дење ние сме учени да си одмараме. Не можеш да одмараш од галама, од бучава, од камиони трештат, прашина. Не можеш да отвориш, до оградата не влегува више. Со остановите на приземјето во пензионерскиот дом, станарите користат и мали дворови. Градилиштето е буквално до нивната ограда. Ептен е близко? Ептен. Еве, само оградата, гледаш се, он нема право тука до оградата да дојде. Треба мајмалце 2 метра да иде натаму, а не оградата. Низ својот дел од дворчето со страв се движи и пензионерката Рада Кајсторовска, љубителка на цвеќе. Вели дека поради копање без контрола биле оштетени цевки, па се појавила вода. Почна само водата да тече. Овој се надоле виси. Само се редеа тука. Мајстори, викотница, чукотница, не можеш да легнеш да спиеш. До 8 сати работеа луѓето. Денски работеа? Денски скришам. Се менја по 2-3 сата. А ке слушне некој дека ќе дојде, одмah се разидуваат мајсторите. Не можеш да ги видиш. Пријава за она што се случува на терен стигнала до полицијата. Исказ давале и пензионерите од домот. Нешто падна. Дали падна или да не донеса некој делче за да работат нешто. Или некој плек падна. Дојдоа двајца полицајци, исто ни се легитимираа дека се пратени за да знаат, да видат што се дешава. Една жена се вика Санија жената, она даде изјава, после на изјава јас ги викнав кај мене, дојдов, јас своерачно ја напишав изјавата, дека не е во ред. Утре, кога ќе става фасада, како ќе стаи тој? Кај треба да влезе? Тамам да направи и внатрешни тераси. Како ќе мачка, како ќе прави, не ми е јасно. Значи, овие овдека сите се загрозени. Ако он има дозвол, нека се појави. Инвеститорот не се појавува, а непознат и за општината. На местото на градилиштето порано имало барака, но очигледно е срушена со намера да се гради нешто друго. Според деталниот урбанистички план на општина Чаир, за оваа локација има маркица за објект за индивидуално домување, односно приземје плюс 2 ката плюс поткровје. Но никој не се обидел легално да стекне одобрение. Па ја мислам, или не се добро информирани, или сакат преку ова градба да добиваат нешто повеќе од тоа што им следува со деталниот план. И тука е целава таа работа што они избегават нешто да почнува што може легално, може би име тенденцијава некој спрат повише да направат или така на така, што од другата страна го загрозува цела таа инвестиција негова, бидејќи утре дента нема ни еден документ да има, ако на таа база трнале. Кој гради до пензионерскиот дом на улица Џон Кенеди во Чаир? Се обративме и во МВР за да добиеме повеќе информации. Случајот е тема во јавноста, па за телевизија 21 од Министерството за внатрешни работи, минатата недела одговориле дека полицијата утврдила од правниот субјект кој градел ги поседувал сите дозволи за градба.
Тргнувајќи од овој одговор, се обративме до МВР со прашање да дообјаснат кој правен субјект и какви дозволи конкретно има, со оглед на тоа што надлежната општина вели дека градилиштето е диво. Но за 360 степени од МВР дадоа сосема друг одговор. Велат дека целокупниот службен материјал е предаден во единицата за економски и компјутерски криминал при СВР Скопје и доколку се утврди прекршување на законите, ќе биде поднесена кривична пријава до обвинителството. Кој гради какви дозволи има, не добивме одговор. Не е точно дека има уредна. Ја во тоа ви тврдам дека нема, бидејќи да имаше, тоа ќе беше и подобро и за мене. Немаше ја цел ден, значи, да се бавам со мои сограѓани, со инспекторатот, со новинари. Значи, на вистина ви тврдам дека нема документација и пак велам, имат право да градат во таа маркица, но треба да ги поминуваат сите процедури. И додека општината трага по инвеститорот, а полицијата се проверува самата себе, податоците од катастарот даваат друга слика. Парцелата до пензионерскиот дом во Чаир го носи бројот 4527 и е со површина од 667 квадратни метри. Од нив 407 квадрати се земјиште под зграда, односно земјиште под бараката која била на тоа место, а останатите 260 метри квадратни се водат како градежно изградено земјиште. Целото земјиште, според документите од катастарот, е во сопственост на Република Македонија. Но на истата парцела 4527 е запишан и објект, односно бараката за која говорат соседите. Според документите од катастарот, бараката била легализирана во 2014 година. Како што покажува имотниот лист за неа, таа гласи на име на извесен Седат Адем. Сумирано, објектот добил приватен собственик преку легализација во 2014, а земјиштето под и околу него се уште се води како државно. На 30 мај годинава Седат Адем склучил преддоговор за купопродажба со фирмата Avanti System Doel, кој е прибележан во имотниот лист во катастар на 7 јуни. Но имотот останал на име на Адем, најверојатно затоа што не е потпишан и реализиран договор или пак не е завршена даночната постапка во град Скопје. Avanti System преку имејл ги прашавме дали по преддоговорот е склучен и договор за купопродажба, дали Avanti System стои зад градбата и доколку да, зошто градат на диво. Одговор од таму се уште нема. Иако според документите од катастарот собственик на земјиштето е Република Македонија, од општина Чаир велат дека собственикот на објектот со неговата легализација стекнал право и го откупил и земјиштето под и околу него. Локалната власт остана на овој став и откако им предочивме дека податоците во катастарот покажуваат нешто друго. Поради тоа, за општина Чаир станува збор за дивоградба, но не на државна земја. Бидејќи сепак станува збор за нелегална градба, општината Чаир ќе го казни инвеститорот. Со оглед на тоа дека не знаат кој е, ќе го чекаат 15 дена сам да достави жиросметка за да си ја плати казната. Ние знаевме поранешнава парцела која беше, меѓувреме го продале и има друг собственик таму. Но пак ви велам дека ние као општина немаме ингеренции да идеме да ги бараме луѓе од дома, бидејќи не сме Министерство од внатрешни работи. Ние чекаме 15 дена, значи овој записник што сме го донеле, ако не се појавува никој, го даваме записникот во обвинителството и после обвинителството одлуката што ќе ја донесе треба да ја спроведува Министерството за внатрешни работи. И додека се трага кој стои зад најновиот упад во просторот во Чаир, првите соседи, пензионерите од домот Лика Чопова, може да останат и без дневна светлина. Сите не затвара. Ние сме на милост и немилост. Не знам дека сме пензионери, дека живееме у пензионерски домови па да не игра некој како што сака. Без дозвола, како смееш да градиш? Ајде ја да направам нешто без дозвола. Одма ќе ми дојде, ќе ми рушат. Сакаме да седиме тука, да готвиме, да излезам у дуќан, да излезам продавница, тоа е најнормално. Овде ни ред, ни поредок има, ни закон, ни законишта, ништо нема.